Да почнем со библиско прашање, сакате? Може да користите секакви помагала, значи и електронски, и вашите Библии, зошто да не. Прочитавме од брат Дејан, користам прилика посебно да го поздравам, дека јагнето требале да го чуваат колку време? Да. Ајде да го најдеме тоа во Библијата. Каде го пишува тој податок во Библијата? Колку време требало да го чуваат јагнето, за кое јагне станува збор и така натаму. Ајде, може да вработиме ум. Го пишува тоа некаде. Дванаеста глава излез? Ајде да прочитаме што пишува таму. Излез, втора книга Мојсеева, 12 глава. Во самата полука тоа го немаше како податок? И ако ти не се сеќаваш. Ако ти што ја имаше полуката денес не се сеќаваш. Добро, тогаш ќе треба, ќе го замолиме брат Дејан повторно да учествува и да каже дали е точно. Добро, зато реков, употребете ги сега сите помагала, значи и електроните во вашиот мозок и електроните во металните справи. Така, точно е тоа. Точно е тоа. Да чекаме брат Дејан да ни каже дали е точно. Дванаеста глава. Предходно зборував за последните стихови од 10 глава, минатата сабота, кога Мојсей бил ставен пред свршен чин. Што имаме во 12 глава? Вториот стих вели, Господ му вели на Мојсей и на Арон во земјата египетска, велејки, овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. Кој е тој месец? Нисан или Авив, зависи во кое време, како го викале. Пасхалниот месец. Кажете му на целиот собор на синовите израелски. Што? На 10-тиот ден од овој месец секој нека земе јагне живинче. Јагне или јаре? Се пишува живинче баш во Библијата? Јагне. Овде вели јагне шилеже. Тоа подоцна, да. Но замислите, не сум знал. Константинов вели живинче. Интересно. Добро, нека може да се збуни, па да помисли кокошка, нели? Но не е тоа. Кога требаше да се земе јагнето? Кога? Кој датум? Се сеќавате кога последен пат зборував на оваа тема? Минатата година, некаде во март месец,
кога докажував на кој датум беше нашиот Господ распнат, кој датум беше големата сабота и кој датум беше воскресението Христово. 14, 15 и 16, а не 17. Како што слушнавме пред од еден наш гостин. Во 10-тиот ден од месецот, до кога? Кога требало да се заколе? 14-тиот. Што имаме измеѓу? 10-тиот и 14-тиот. Се сеќавате? Тоа беа 3 дена и 3 ноќи, знакот на Јона. Не дека Христос ќе биде мртов 3 дена и 3 ноќи, како што мнозина погрешно го толкуваат тој знак. Туку 3 дена и 3 ноќи се кога Христос бил сокриен. Не согласуваш со тоа? Добро. И затоа што бил сокриен од јавноста, бил потребен предавник. Сокриен во Ерусалим, срцето на земјата. Сепак бил потребен предавник за да биде уапсен потоа во четвртокот ноќта, после последната вечера. Во ред, тоа беше тогашната тема. И ја само тогаш реков дека овој 10-ти ден беше исполнет тогаш, кога Христос се повлече јавно, го остави нивниот дом пуст, како што и го прогласи, храмот, и повеќе до четвртокот вечерта, ноќта веќе, не вечер, после вечерата, додека не беше уапсен, потоа водачите ерусалимски и мноштвото народ не го гледаа. Само потесниот круг на негови ученици и пријатели. Во тој период, епа колку време има од 10-тиот до 14-тиот? Колку? Некој друго место во Библијата кај што се спомнуваат 2 недели? Можеме да најдеме? Не. Ајде да видиме, Дејан, повели. Ајде, он сега вика не 2 недели исправка, вика туку 4 дена. Значи ова. Значи и он мислил на ова. Добро. Добро, ние да провериме све. Затоа реков, употребата и вештачката интелигенција, ако со природната не сме доволно моќни, за да испитаме све. Знаете, коментарите ваши од библиската поука ме подсетија на едно дамнешно време. Не можам да кажам која година беше, бев многу мал, дали беше летото 81 година, дали беше 80-та година, не можам да кажам точно. Не можам по Тито да се сетам. Не знам кое лето бевме во едно дебарско село Буринец. Не знам дали сте слушнале за тоа село. Ја само тогаш сум бил таму, значи како мал. Таму очувот на мајка ми, значи вториот маж на баба ми имаше, тоа таму потекнува од Дебарско и во неговата селска куќа има обичај секој лето тогаш да одат таму. Еднаш бевме и ние како на гости, не цело лето се разбира. Само да ви кажам на брзина, ја мислам дека само тогаш го видов Дебар, и тоа од високо од планина, од далеку. И никогаш повеќе, до ден денес. Се сеќавам, таму имаше јагне.
И јас толку многу го засакав тоа јагне. Не. Што мораат да ме лажат после тоа. Значи, јас толку многу протестирав да не се коли јагнето. Плачев, молев, толку се спријателив со тоа јагне, секој ден, и ми беше страшно жал да се заколе јагнето, демек за ручек после тоа. И замислете, мораат да ме излажат дека и ќе отиде дедово од Дебар, ќе купел месо да јадеме, а јагнето нема да се заколе. Те нема се заколе, па ќе купиме ние купичко месо после за јадење. И тоа беше лага, затоа што го заклаа јагнето, само без да ми кажат. И јас после тоа го видов јагнето одрано како виси во една шупа и сватив дека ме излажа. Само сакам да ви кажам, никој што нема да го заборавам. Колку ми беше жал за едно јагне. Дали сте имале вакво искуство? Дали сте имале прилика да се дружите со животни? Па и јагнето било јагне, не било овца. И Господ така наредил. Навистина, како што рече сестра Ивана, тоа требало да ги поттикне што помалку да сакаат да грешат, што помалку да се случуваат жртви. Конкретно жртвите за греф, нели? Меѓутоа, постоеле жртви кои што Господ ги заповедал, жртви благодарници, жртви пасхалната жртва, што грешал, не грешал, тоа требало да се принесува. Замислите, секојдневната жртва? Колку? 2 жртви секој ден. Во 9 часот предпладне и во 3 часот попладне. Секој ден. Навистина, како што рече брат Зоран, не им се исплатило нив да ги мијат раците после едната жртва, кога после ги чека другата. Секој ден колење крв, бикови, јагниња, јариња, живинчиња. Толку многу крв. И тоа сакаат да го обноват, сакаат тоа. И ден денес тоа да се случува во Ерусалим. Ке дозволи ли Господ? Јас се молам да не дозволи. Еве, Петре Роман испадна американец. Се оствари едно од варијантите. Новиот папа ќе бил американец. И сега мнозина побрза да кажат дека овој ќе биде последниот папа заради тоа што е американец. Сега до сега беа многу последни, значи треба да воведеме променлива со индекс, значи последен 1, последен 2, последен 3. Важно, католичкиот пророк од 12. век испадна лажен пророк, што беше за очекивати, што велат србите. Лажните пророци во српскиот адвентизам веќе одамна испаднаа лажни. Ниту Јован Павле II беше последниот, 8-миот, ниту Хорхе Берголјо. Еве сега имаме нов папа. Да. Лав.
Сега. Тука ја сепак гледам нешто интересно. Човек по потекло од вториот звер станува прв човек официјално на првиот звер. Сега мнозина тука гледаат знак, ова е крајот. Да, мнозина побрзаат да кажат икона на зверот, дури она шегата на Трамп, кај што самиот се облече под наводници со помош на вештачката интелигенција во папа, дека е тоа иконата на зверот, но тоа не е иконата на зверот. Ако читате Откровение, еве уште еднаш да кажам, внимание до сите адвентисти и до сите христијани кои што го проучуваат Откровението и апокалиптичните пророштва. Значи, првиот звер, вториот звер и ликот на зверот се три различни работи, три различни ентитета. Значи, првиот и вториот звер се различни и ликот на зверот, споменат во Откровение 13 глава, е нешто трето. Значи, вториот звер ќе ги натера жителите земји да изработат лик на првиот звер. Тоа е секако друга тема. Но ќе видиме што понатаму ќе се случува, бидејќи станува интересно. Работите се одвиваат така што станува интересно. Ние пак, бидејќи следната сабота ќе имаме специјални гости, денес би сакал, ќе ми одземеше многу време, имам две бомбастични информации, ќе останат за подоцна, после романците. Според едната, која што сакам да ја проверам од повеќе извори, наводно Врховниот суд на Соединетите Американски држави на 2 мај донел одлука според која ковид вакцините не се вакцини, не биле вакцини. Може да сте го виделе и вие, но ја сакам да го проверам од американски извори. Затоа ќе имам и посебна тема, барем мини тема. Денес нема време, денес ќе си имаме класичната тема за Пасхата Господова и ве повикувам да отвориме прво во држете прст, ќе се вратиме на Излез 12 глава или врвка или било што. Отвориме прво во Евреите 11 глава, каде што ќе го прочитаме само 28 стих. Послание до Евреите 11 глава. Значи, 27-миот беше минатата сабота, 28-миот, зборувајќи понатаму за Мојсей, вели, со вера тој направи Пасха, еве го тој збор, и попрскување со крв, та истребувачот на првородените да не се допре до нив. Само за овој стих може да се одржат 10 предавања. Сакате така? На кој настан мисли тука апостол Павле? Се враќаме на Излез 12 глава и ќе сакам да читаме внимателно што пишува. Значи, Мојсей со вера направил Пасха. Што значи тоа? Знаете, грците го користат истиот овој збор Пасха, мислејќи на Великден. Великден на грчки се вика Пасха.
И обично грците велат, имаат израз, ќе правиме Пасха, ќе правиме Пасха. Нешто мислат дали да прославиме Великден. Значи ќе правиме, ќе готвиме, ќе печеме, ќе правиме Пасха. Што значи ова Мојсеевото? Со вера направил Пасха. Ова не значи славење празник. Не, тоа не ти треба вера. Тоа го прават и луѓето, како што ги велат, со сите вери. Да не кажам кој. А и луѓето без вера. Тоа е исто. Без вера и со сите вери, тоа е исто. Зошто битното е дека со сите вери не е тоа вера, нема ни една вера, току го користи секој празник, муслимански, христијански, државен, 1 мај, атеистички, не знам како. Го користи секој празник како прилика за јадење, пиење, веселење, празник. За жал, во тоа го претворивме и секој христијански празник. Па дори промашивме будалаштината на македонската влада, место 50-ницата да биде празникот, петокот пред задушница го направиле празник. Уште не знае, македонската влада уште не знае што се слави на празникот наречен Духовден. Која брука, која срамота за цела една нација. На кое дередже се наоѓаме духовно во ова последно време? Нека се досети самата. Изгледа не е заинтересирана. Ниту да коригира вакви бламажи. Што значи Мојсей со вера направил Пасха? Дали тоа било славје? Дали тоа било празник? Дали тоа било... Дали се чувствувате празнично, кога ќе ви се рече, внимавајте, оваа ноќ ќе помине терминаторот, истребувачот, убиец, погубител, ќе помине ангел, наречен Абадон на еврејски, Аполион на грчки, што значи погубител. И ќе ги убие сите првородени од живенче до дете, до синот на фараонот, значи царскиот син, престолонаследник. Оваа ноќ, ако сакате вашите деца, ова не се работи само за деца. Пример, може да имаш ти свое семејство, деца. Ама, ако е мајка ти и татко ти, ако се уште живи, и ти си бил нивниот првороден, значи и деца и возрастни. Секој првороден, се што е првородено. И ако сакате да куртулите вие и вашите деца, само треба да направите нешто. И тоа да го завршите таа вечер. Да биде направено пред ноќта. И никој да не излегува надвор од домот во текот на ноќта. Дали ако се најдете пред такво нешто, пред таков настан, пред таква најава, ви доаѓа до славје, празнување, дали чувствувате празнично расположение,
опуштеност, веселба. Не. Што значи ова? Мојсей со вера направил Пасха. Прво да се подсетиме на значењето на овој збор. Што значи Пасха? Се сеќавате? Пасха е само грчки изговор на оно што евреите го нарекувале Песах. И до ден денес го нарекува. Еврејската Пасха се уште си ја нарекуваат Песах. Што значи Песах, значи што? Така. Значи премин, да, точно, англискиот превод, по-јасен вие. Пасха значи премин. Премин. Се однесува или поминување. Се ако речеме помин, турците на тоа му дадоа друго значење. Одминување, во смисол да избегнеш нешто. Се однесува, значи би било одмин. Ангелот погубител. Беше речено, ако израелците го направат тоа и тоа, што е тоа и тоа? Тоа е Пасхата, што во Евреите 11:28, а ќе видиме што. Тогаш ангелот ќе ве одмине, ќе ги одмине вашите куки. Видите што кажува Господ? Еве да го прочитаме тоа. Значи, Излез, 12 глава. Го прочитавме 3 стих. Ајде да почнем сега од 5 па натаму. А јагнето или јарето да ви биде здраво. Зошто здраво? Така. А зошто? А зошто? Затоа што Христос е совршен, без мана, без греф. Машко, знаете зошто? Повторно заради Христа. Друго што? Значи без недостаток, од 1 година, младо значи треба да биде. Христос бил млад. И после тоа, до ден денес, вечно млад. Сакате вие така? Рајна, сакаш така? Вечно млада. Ама нема да се мажиш таму. Гајле ти. Слава Бог. Слава Богу. Од 1 година земете го од овците или од козите и чувајте го до 14-тиот ден. Немајте, ова не е дефиниција за празникот Пасха. За празникот Пасха дефиницијата, значи тоа што секоја година треба да се прави, тоа го имате во Левит 23 глава, кај што се наведени сите празници. Но овде во Излез 12 глава, Господ тука не заповеда како да се празнува празник. Туку, зошто го кажува ова? Зошто јагне 10-тиот ден, чувајте го до 14-тиот ден, зошто сето тоа? Внимавајте. И чувајте го до 14-тиот ден од овој месец, а тогаш општиот собор израелски нека го заколе. Страшно. Затоа го прашував Андреја, кој беше колјачот? Ти требаше да го доведеш, брат ти требаше да ја држи главата, а кој беше колјачот? Тетин. Сакате вие да бидете колјачот? Ама тоа требало да се направи. Тоа требало да се направи. Зошто? За да би... Сакаш ти тоа да го направиш или детето твое да загине?
Што сакате по... Или јагнето, или синти? Што сакаш? Јагнето. Но што е пораката? Зошто требаше да го доживеам тоа со своја рака, да го заколам невиното јагне и да ја пролеам неговата крв? Што треба тоа да ми каже? Дека моите гревови го распнаа Божиот син. И таа лекција не е научена. До ден денес се расправаат христијаните и евреите кој го распнал Христа. Првите велат евреите го распнаа Христа, другите велат римјаните го распнаа Христа, и едните и другите се во право, но не е доволно. Сите ние го распнавме Христа и сме виновни за неговата смрт, затоа што Христос дојде да пострада заради нашите гревови, заради моите гревови, заради моето беззаконие. И сега замислите, Мел Гибсон сакал тоа да го доживее лично некако. Секој еден од нас, како да бил таму, тогаш, тој петок, во историјата на човештвото, и со своји раце, со чекан и клинци, да го кове Исуса Христа за дрвото на крстот. Грозно ни е јагне да го заколеме со наша рака. Христа го заклавме, браќа и сестри. Ние. И секогаш кога грешиме, одново Христа го распруваме. Тоа беше пораката. Гледаме дека е многу актуелна. До ден денес ја немаме научена таа порака. Барем по големиот христијански свет. Вечерта да се заколе и нека земат крв од него и нека ги попрскаат обата до вратника и горните прагови на куќата во која ќе го јадат. И нека јадат месо истата ноќ. Патем речено, само за ова се однесува заповета. Андре што ја спомена. Господ не е наредил да се јаде месо. Во смисол, ако некаш не мораш, како еден наш брат што толкуваше. Добро, ајде да не читаме се. Но се однесува за Пасхата. Пасхата треба да се јаде, а свештениците да го јадат секое жртвувано месо од жртвите. Не баш секое, но некои жртви. Со пресен леп на оган печено, со пресен леп и со горчливи тревки нека го јадат. Сага, немојте да го јадете, значи, овде вели живо месото и сурово напишале овие. Ниту во вода варено, туку само на оган печено, со главата, со нозете и со внатрешнината. Замислите, целосно, комплетно. И ништо од него немојте да оставите до утрината. Како сега ово? Ако пак нешто од него остане до утрината, изгорете го на оган. Па сигурно нешто останало, нема дебелото црево да го јадете, или па и тенките црева, па и кои други делови од јагнето. Си јадал? Тенки црева јадат. Амам бе. Ја пред 21 година прв пат научив дека тестисите од вепарот, од свињата ги јадат, така наречените бели бубрези. Значи, тоа погадно нешто од тоа неам чуено и тоа се јадело. Бог да чува, што све не јадат. Крвта, копита мелат, пача се прави.
Не знам како тоа се јаде, како тоа го ставаат во уста, не знам. Мене ми се повраќа, они го ставаат во уста. Воре, да не правам премногу дигресии. И вака јадете го, 11 стих. Опашани околу половината, обувките да ви се на нозете, и стаповите ваши во рацете ваши, и јадете брзо. Ова не е празник, така. Ова не е празник. Сте имале некојаш, не ручек, сте имале вечера со обуени нозе, сте имале со обуени нозе. И еднаш го правев тоа. Престанав да го правам, но пред 2 години почнав да го правам. Знаете колку ме мрзеше после јадење, да треба да станам и да искочам само да се прошетам. Што треба? После јадење треба да се, веднаш да се, не интензивно вежбање, не нешто тешко, но блага физкултура, прошетка е доволно, дури 2 минути многу значат, внесените калории уште од тој оброк, да ги троши организмот, да почне да ги троши од тој оброк внесените калории. И јас решив со обуени нозе да ручам. Не за ручак, вечерите одамна ги откачив. Ручам единствениот оброк во денот. И после тоа да можам да искочам да се прошетам. Полесно ми е така. Зошто израелците требале да бидат вака обуени, спремни на готовс? Овде преводот пише ова, затоа што тоа е Пасха Господова и сега никој нема да разбере што значи тоа, односно која била причината. Значи тоа е, како да речеме најточно, преминот Господов, поминот Господов, одминувањето Господово. Затоа што Господ, со други зборови, пораката била вака, бидејќи таа ноќ Господ ќе помине. Како? Значи, таа ноќ Господ ќе помине. И сега, до 11 стих, од првиот до 11 стих, кој зборува, кој ги кажува сите овие работи, овие заповеди? Не, првиот стих што вели? И Господ му им рече на Мојсей и на Арон. Нели? После 3 стих, кажете му на целиот собор и така натаму. Кој го зборува сето ова до 11 стих? Господ, самиот Господ го зборува ова. Зошто го прашувам? За да разбереме кој го кажува сега кој ги кажува зборовите од 12 стих. Зашто ќе поминам, прво лице, еднина. Зашто ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ. Кој ќе помине? Господ. Господ цело време зборува, така? И Господ вели, јас ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ и што ќе направам? И ќе го убијам. Кој ќе го убие? Јас, Господ, ќе ги убивам. Како тоа велат некои во 21. век дека Господ не убивал? Господ вели, јас ќе го убијам секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток, и ќе им се одмаздам на сите египетски богови, и завршува 12 стих, зашто јас сум Господ. А крвта, 13 стих, ќе ви биде знак на куќите во кои ќе бидете, и кога ќе видам крв, ќе ве одминам. Кој зборува? Господ. Видите, што им кажува Господ на израелците? Јас ќе поминувам таа ноќ од куќа до куќа и ќе убивам и добиток
и луѓе, дури и мали деца. Не ми е чудно зашто некои плиткоумни христијани уште од раното христијанство, например еретикот Маркион, до ден денес велат старозаветниот Бог не бил ист со новозаветниот. Не само што е истиот Бог во прашање, туку ова е истиот Исус Христос, кој што ни ја покажал сета Божја љубов од Витлеем до Голготскиот крст и до ден денес после тоа. Истиот Господ, ако сакате Христос, заменете го Господ во Излез 12 глава со Христос. Христос ги кажал овие зборови. Христос ќе го убива секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток, а само оние куки ќе ги одминам, на кој што ќе видам крв. Зошто? Крвта на јагнето или на јарето, закланото. Кога ќе видам крв, ќе ве одминам, па нема да има меѓу вас помор, кога ќе ја казнам египетската земја. Видите, Господ не е Господ само за милост, за благодат, а слава му и фала му што тоа се уште го имаме. Господ е Господ и е страшен Господ, истиот тој Господ, кој што е толку милостив и долго трпелив спрема нас. Господ е Господ и тогаш кога казнува. И тогаш кога треби и уништува. Какви ханански народи, какви Содом и Гомор, тој цел предпотопен свет го уништи со вода. Што ќе му направи на овој денешниот? Единствената светска диктатура на Антихристот. Што ќе ја снајде? Читаме, однапред ни кажал во Откровението. Читаме што ќе се случува на земјата кога ќе заврши времето на милост. Тој истиот Господ ќе го прави тоа. Не како што велат некои денешни еретици, Господ само ќе се повлече и ѓаволите ќе ја вршат крвавата работа. Истиот Господ и неговите свети ангели по негова заповед ќе ги вршат сите овие казни, сите овие судови. Господ, дошло времето кога Господ решил да ја казне египетската земја. Дошло времето кога Господ решил да ги истреби харанските народи. На Аврам му рекол дека се уште не е дојдено времето за да ги истреби, се уште не е полна мерата на нивното беззаконие, но во времето на Мојсей веќе била полна таа чаша. И тие народи треба да бидат истребени. Сето тоа е запишано, вели апостол Павле, за наша полука. Да разбереме дека Господ нема да биде вечно милостив. Дека Господ нема да биде како што велеле во времето на пророкот Софонија. Тоа било нивна варијанта за денешниот атеизам. Господ не постои. Затоа што е милостив, не постоел Господ. Затоа што е милостив, им се чини на луѓето, Господ не постои. А израелците во времето на Софонија, Господ си постои, ама не прави ниту добро, ниту зло. Тој се гледа некоја своја работа таму, во тие возвишени сфери. Што се занимава тука со оваа депонија овдека со нас? Постоела цела една ерес, наречена деизам, од неја настанал атеизмот, во која што бил заведен и Вилијам Милер во својата младост. Господ си постои, Господ го создал светот и постоја го оставил
на милост и немилост на природните закони, тој повеќе не се занимава со него. Тој сега си има други работи, со други светови и така натаму. Господ е Господ затоа што еден ден ќе заврши времето на милост. И Господ тогаш во сиот свој страшен гнев ќе ги истори неговите судови врз отпаднатиот, обезбожен свет. Тогаш кога светот ќе преполни чашата на своето беззаконие. Зборам за денешниот свет. А кога ќе се случи тоа? Кога овој свет ќе преполни мерката на своето беззаконие? Дали сега е тоа веќе случај? Не. Според откровението, кога? Кога жигот на зверот ќе биде наметнат врз целиот свет. Тоа ќе биде последната капка. Чашата на беззаконието ќе биде преполна. Елена Вајд вери, тогаш нашата нација, мислејки на Соединетите Американски држави, ќе преполни мерката, чашата на своето беззаконие и тогаш знаеме дека настапило времето кога Господ, кога Михаел ќе стане и што? И Бог да не чува од тоа што ќе стане. Ќе ги излее неговите судови. Тогаш Господ ќе почне да убива, да треби, да уништува без милост. И на ангелот му беше кажано што требаше да го треби отпаднатиот Израел. Ќе влезете во Јерусалим, ќе почнете од кого? Од црковните старешини во храмот ќе почнете, од нив, и вашето око, пишува во Езекијел 9 глава, да не жали ниту старец, ниту старица, ниту младич, ниту млада невеста, ниту дете, ниту девојче, без милост се ќе истребите, освен оние кои што на челото имаат еден знак. Во времето на Мојсей, кој бил знакот? Кога ќе видам крв на вашите куки. Тоа бил знакот. Зошто сето тоа? Зошто сето тоа било потребно? Ке имате сега 2 недели време. Знам дека повеќето ќе заборавите. Значи, за таа сабота после романците. Тоа ќе биде Свети Кирил и Методи, 24. За таа сабота после романците ќе продолжиме со прашањето. Зошто сето ова? Тоа веќе го знаете, но имаме едно ново прашање. Потоа Господ продолжува и им наредува на израелците дека тоа ќе биде ден на сеќавање, ќе го празнувате како празник и така натаму. Ќе го празнувате од колено на колено како трајна уредба, 14 стих. А во 15 стих вели 7 денови ќе јадете бесквасни лебови. Прашањето е, зошто израелците требало да јадат бесквасни лебови 7 дена од таа ног, почнувајќи значи од Пасхата, наредните 7 дена. Зошто Господ наредил да се јадат бесквасни лебови? Тоа е прашањето за размислување. Па ако даде живот и здравие, тогаш и ќе го одговараме. Нека му е фала и слава вечно. Амин.